представите и дали сте во комуникација со лидерот на опозицијата? Немаме комуникација директна меѓу нас. Верувам дека ќе се одржи лидерска средба заради тоа што можноста за одржување на лидерска средба на вистина е до истекот на ворената состојба. Кога ќе помине ворената состојба, останува известноста или неизвестноста дали ќе има нова или не. Но сето тоа треба и владата и претседателот на државата да го правда доколку има или не. Така да се што треба да направиме како напори за договарање до 30 мај, во спротивно од 31 мај почнува да течат 22-та преостанати денови од изборните рокови, за да изборите бидат на 21 јуни. Така, се уште останувате на таа предлог дата 21 јуни или пак можно е промена, некаков компромис ако Комисијата за заразни болести смета, например, дека е премногу рано? Прво, ако здравствените власти и здравствените експерти кажат дека е премногу рано, се разбира почитување до крај. И тука нема дилеми. Сето тоа што досега димензионираме и преку уредбите со законска сила за изборните дејства и за нашите политички настапи за избори во првиот најбрз можен момент се однесува токму поради сугестиите на домашните здравствени експерти, на регионалните, европските па и светските, дека навистина кога сме многу блиско до рестрикциите, кои што беа и се уште се, треба веднаш да се искористи моментот, заради тоа што подолг период од последните рестрикции реална можност се за зголемување на заразата и проширувањето на заболените сограѓани, а секако отварањето на границите, кое што веќе е во најава, сигурно и нашата земја меѓу први и 15, како и соседството, ќе ги отвори своите граници, тогаш ни се враќаат нашинците од секаде од светот дома, па веројатноста за пренесување на заразата и носење или донесување е поголема. Ние ќе излеземе во странство, па ќе се вратиме, можеме да ја донесеме заразата. Ќе ни дојдат странци во секој случај во државата. Сето тоа е дополнителен ризик. Крајот на август, почетокот на септември е почеток на школска година, масовно отварање на детските градинки, на училиштата, на факултетите. Сето тоа се само потенцијали за растење на процентот на заболени сограѓани. Дај Боже да не се повтори, да нема нови бранови. Но за жал секаде укажувањата кажуваат дека треба да живееме со вирусот, се додека не се измисли вакцината. Имајќи во предвид дека немаме парламент, дека немаме политичка влада, нашата земја има причина повеќе, за разлика од другите земји, час поскоро да оди на избори и да ги воспостави демократските институции во парламентарна демократија. Тоа е парламентот, а секако и политичката влада, која што ќе има капацитет и одговорност да носи сериозни одлуки и во поглед на справување на здравствените импликации кои што следуваат, но и на економските импликации врз севкупната македонска економија. Така да, уште од самиот почеток, рековме дека сме демократска власт. Сакаме со опозицијата и со сите учесници на изборите да постигнеме договор. До сега постигавме договор комплетно. Од тоа дали треба да одиме на избори, до датумот на изборите, заедното распуштање на парламентот, сите заедно поднесовме кандидатски листи, листите ни се прифатени од Државната изборна комисија, дури и ждребувањето е завршено, ние сме број 3, оваа пратеничка листа за изборна единица 4 и коалицијата Можеме на секаде во државата е број 3. Секако тоа е завршена постапка. Изборите се утврдени, завршени како процеси, треба да се завршат останатите 22 дена. Остануваме отворени, се додека тоа можеме да бидеме отворени, а тоа е 30 мај до завршувањето на ворената состојба. После тоа, ако нема продолжување на ворената состојба, не зависи од Заев, Ахмети, Африм Гаши, кои што сме владеачки партии или господинот Павле Трајанов е овде од Демократски сојуз или сите други политички партии од власта. Не зависи од нас, затоа што се работи за устав и за закон. Така да, уставот и законот мора да бидат испочитувани, не заради тоа што ние така викаме, заради тоа што во демократска држава тоа е приоритет, уставот и законот, и второ, ако не се испочитувани уставот и законот, било кој граѓанин може да ги предизвика пред Уставниот суд и резултатите од изборите и нашата изборна победа. Така да, се што ќе правиме во рамките на уставот и законот, и еве имаме уште неколку дена можности да се договориме. Апелирам, замолувам за трезвеност, за разумност, да се прифати одговорност од страна на опозицијата и да се постигне договорот
секако за да се одржат во најбрзо можно време изборите, односно пред почетокот на жижата на летото, а тоа е секако јули-август, се веќе над 40 степени температурите. Ви благодарам.